Продолжуваме понатаму со промоција на сите идни проекти содржини на Алфа телевизија. Еве овој сегмент на Ненад го видовте посветен на најмладите, а сега ќе ја најавиме емисијата која што ќе биде наменета за љубителите на животните. Мој гостин денес е Стефан Кирков. Стефан, добар ден. Добро ни дојде во Добар ден секој ден. Меѓутоа, Стефан не е сам. Се плашиш од мене, па си зема куче чувар со себе? Па не, ви дојдовме на гости. Добро ве најдовме, честитки за новиот концепт на телевизијата. Драго ми е што сме први гости, што вака на убав начин ќе отвориме. Значи први гости што седнуваат на нашиот кауч сте ти и Џоџо. Јас мислев дека е женско, ама јас дека сум културно не загледав одоздола што има, што нема. Она е женско, ама има специфично име Џоџо, затоа што живее со мали дечиња, па и беа кумови. И почна како Јојо, па сега завршивме со Џоџо, па и остана така, некако сладко е. Се навигнавме на Џоџо. Многу е мила, многу е убава и многу ни одговара на каучот. Меѓутоа, ние сме добри домаќини, за тебе има водичка, редно и за Џоџо да туриме. Се, знаеш, јас малку сум смотанка, може да подискапи нешто. Ама добро, каде да го ставам на може да дојде слободно, да. Еве ти Џоџо, ќе се напија на подоцка. Стефан, ние да си, значи, угостени сте, така? Да, сум ви дала вода, немај да кажеш после каква домаќинка сум била. Позитивно расположение, во секој случај, така да. Почесто ќе ви доаѓам. Супер. Мило ми е, Стефан, што ќе дојдеш, јас за оние кои што случајно не знаат, да кажам дека ти си и автор и уредник, што значи мајка и татко на емисијата 5 за 5, емисија која што минатата година одеше на Алфа телевизија. Ќе најавиме што ќе биде, кои ќе бидат новитетите, кои ќе бидат измените во наредната сезона, но има некои работи со тебе што сакам да ги прокоментирам. Има 3 моменти од твојот живот што ми се вака многу интересни. Прво, си собственик на одгледувачница. Така, да. Најпрво ќе дозволиш искра да ја пофалам телевизијата што не ги отвори ширум вратите отворени. Ти дозволам, имаш 15 минути да не фалиш уживе. Прва телевизија која Pet Friendly онака не прифати и апел со сите љубители на животни. Дозволете да ви пренесам нивните пораки и честитки затоа што до сега немавме каде да се ги презентираме животните, од сега вратите ваши не се отворени, така да ти гледаш дека, значи, ние не сме Pet Friendly само пред камерите, ти виде дека и во нашиот двор си чуваме. Да, пречекавте одлично, фала ви многу. Кучиња ги имаме згрижено. Да се навратиме сега на твојата одгледувачница. Да, темата. Значи, веќе 12 години сум собственик на одгледувачница, специализирана за расата на француски булдог. Тоа е една мала симпатична раса која ќе ја видите во емисијата 5 за 5 со целосна презентација. Почнав првично како хоби, за потоа да заврши во некоја страст, но и бизнис. Се она како што си е легално регистрирано. Да, регистрирани сме во Светската кинолошка организација. Тоа подразбира лиценцирана одгледувачница со професионално одгледување. Тоа значи учество на сите кинолошки манифестации, европски првенства, светски првенства. Можам да се пофалам дека сум најтрофеен, еден од потрофените одгледувачи на Балканов, специализиран за таа раса. Нешто ме интересира еден момент. Како изгледа кога се окучуваат? Да. Присуствуваш, предпоставувам, јас не го пропуштам тој момент, затоа што самата раса е специфична и продавањето доаѓа со царски рез на ветеринар. Буквално носите женката на даден термин ке ветеринар. И тој се го обавува преку соодветна операција, целото тоа, меѓутоа сладко е кога ќе го погледнете сето така како изгледа. Гледаме некои материјали овде, Стефан, предпоставувам дека ти ги имаш донесено, да ги прокоментираме. Ова се од сезоната 5 за 5, емисијата која идеше на Алфа, како што најавивте. Од снимањата, како се поминувавме, што се правевме. Зоолошката градина е наш пријател кој постојано презентираме еден тип на животинче. Така да правиме анкета, ги прашуваме органите што им треба, дали оваа метропола доволно одговара за Pet Friendly, дали има доволно Pet Friendly места, апелираме што повеќе да има Pet Friendly места, така да и сме општествено одговорна емисија која се залага и за права на животните сепак. Кога веќе ги пуштија сега инсертите, морам да се надоврзам на тоа, сакав да те запрашам од целава измината сезона, кои ти се трите најинтересни моменти, затоа што сигурно има моменти кои што не можеле да одат пред камера, така сепак имате работа со специфични гости, нели? Да, специфични гости. Највеќе ми се допадна зоолошката градина во Скопје, снимањето со лемурите беше едно интересно доживување за мене. Ти скока по грб, по глава. Да, влеговме со нашата водителка Тина која влезе буквално кај него во кафе се ги ранеше.
буквално и го одзема микрофонот и го однесува во куќичка кај нејзе. И што рекоа? Ни требаше си кажа, не дојше сигурно си кажат. Дали ние ги разбравме, тоа е проблемот. Требаше на добри саат типу да ги убедиме со бананче да ни го вратат микрофонот да им даеме банана. Така да тоа е едно. За лемуните знам дека особено многу специфична, односно многу квалитетна храна јаделе, нешто како брокула. Да, има таблица на исхрана. Значи завидно мени има. Па богато мени. Ја кога ќе видам како ги хранам, викам ја не се хранам толку здраво колку што вие ги храните лемурите, но секојаш е за Зоолошката градина и она како се грижат за сите животни таму. Други моменти? Други моменти во конјачки клубови кога одиме, она емоција со коњите која се доживува на самото место на вистина, нешто што не може да се опише, кој не бил во близина на коњи. Со шеќерче ги подкупувате прво, таа финта, така, да? Прво со шеќерче, па потоа ги галиме, за нели да заврши сето тоа со да се спријателите, да ве запознаат, да. Така да интересен е тој момент. Момент интересен кој може да го одвојаме со овчарските куќиња кога посетивме Бачило. Прво не прифатија кој што треба, затоа што неоните буваат заштитнички према стадото на овци. Тоа се македонските овчари шерпланинци познати најнадалеку. И сега кој си ти, што бараш тука? Да, ки не ги земеш овците, ки не крадеш јагненца. Меѓутоа кога самиот шубан им соопшти дека со збор ова се наши гости, буквално ова се наши гости, бидете мирни. И крај на приказната? Да, како јојо. Буквално беа вакви кротки, си ги галевме, си игравме со нив, имаме фотографии кои ќе ги презентираме. Така да не се ако можете чубано да дое дома да ми ги воспита децата така да им каже и да го послушаат би било. Мислам дека таа енергија која има со куќињата може да ја има и со дечиња, затоа што се животите слични на нели на струјата. Сакав да запрашам, рековме 3 интересни моменти од твојот живот, кинолошки судија си, така? Така, да. Што е најважно, што прво гледа судијата кај едно куче при оценувањето? Да, се уште сум млад кинолошки судија кој ете покрај огледувањето ми беше страст да завршам за кинолошки судија, така да кај кучињата се гледа пред се анатомијата и генетиката на самото куче. Хендерот, односно тој што го презентира кучето на кинолошката манифестација, мора помнам дека кинолошката Еве ти водичка. Важи. Повели. Кинолошката манифестација си е па да, она малку уплашена дека прв пат нели. Дури да ни го сефто са каучот, простено. Тоа не може да се случи. Не, добро. Тоа сме воспитани. Така да кинолошката манифестација е културна манифестација во која самиот Хендлер е облечен во одело соодветно на расата која презентира и ја презентира анатомијата на самото куче. Предни агли, задни агли, како се движи кучето, екстериер, сето тоа да заврши до соодветна фризура која припаѓа на таа раса, која стандардот ја налага, дури се пазиме на ногти, какви ногти има кученцето, како го носи опашот, значи една Сега ме анализираш ли мене дали ми фризурата добра, ноктите дали ми се добри, ја? Со деформација на животот гледам прво гледам како е, дали е во скоп на расата, од каде е, што е. Така да секој животинче кој настапува на кинолошка манифестација мора да биде спремно, мора да биде обучено, за нели да може самиот Хендлер пред кинолошкиот судија да го презентира онака како што треба. Така да во Македонија редовно се случуваат кинолошки манифестации. Јас ги повикувам сите оние љубители на кучиња да посетат една кинолошка манифестација, ќе се соочат со 300 различни видови на раси. Ги повикувам сите родители кои имаат скептик со своите дечиња да не вдомат кученце дома, да дојдат на кинолошка манифестација, чисто да бидат во близина на некоја раса која им се допаѓа, па потоа нели да може и да се набават. Уште плюс си активист за заштита на животните. Тоа е една болна тема. Многу болна тема. Во нашето општество, не само и во нашето, претпоставам поширок проблем е. Кажи ми, си има ли евиденција, да речеме, само по Скопските улици, колку бездомни улични? Значи, се тоа е проблем кој со децении го мачи градот Скопје. Значи, никој не сака да ги гледа уличните кучиња. Не само Скопје, и Тетово вела дека е алармантно, и Струга. Во цела Македонија рече се алармантна. Но има ли бројка? Води ли некоја евиденција? За жал не. За жал не. Постојат голем број на активисти како мене кои помагаме цело време. Постојат друженија за заштита на животни кои се грижат за кучињата, но ние како единки не сме во можност целосно нели да го решиме тој проблем. Сепак оваа држава има институции кои треба и тоа како да ги засукаат ракавите и да го решат еднашка за секогаш проблемот. Не ја некам да ги гледам по улица како се згазнати, повредени, труени. И обратно, како некој дете е уплашено од нив, така, кои се плашат, и тоа јас го разбирам. Меѓутоа, тоа треба градот и државата да се го седи со изработка на професионални стационари
каде што ќе ни дозволат нас, не треба финансии, ние што сакаме животни ќе волонтираме таму. Ова мислење го делат многу луѓе како Баш мене. кога сте организирани постојано гледаме преку социјалните мрежи, Да, еве утре имам еден марш, сега многу полесно се повикувам организирате. сите кои се за права на животните и сакаат овој проблем со животните да се реши, да го посетат градскиот парк каде што ќе има ивент кој е специјализиран за оваа намена, да дадеме еден апел дека Слободно, сакаме да повикај ги. да ги повикувам сите љубители на животни да искочат Кога? во 12 часот пред градското собрание, па ќе има една маршрута до градскиот парк. Ќе Може да имаме додат утре, ивенти со бидејќи диџеи, да. утре немаме нашата емисија, така што Ќе биде, слободно тоа имате супер, да. дозвола да одите во 12 часот во парк Да го кренеме нашиот глас Да. за права на животните. Тука би ги спомнал и права на коњите, кои секојдневно гледаме во оваа метропола како имаме паднати има коњи, многу непријатни слики, изнемоштени, така да многу сум љут на оваа тема и многу често зборувам и по медиуми и Што значи, пишувам. Стефан, дека ќе треба повторно и почесто да ни гостуваш, а она што сега мораме да го сториме е да ја најавиме следната сезона. Така. Што ќе биде изменето, што ќе биде надополнето, што ќе биде ново во новата сезона на 5 за 5. Така, започнуваме со втора сезона за 5 за 5 на Алфа телевизија. Можем да кажем дека самата емисија најде на голем апос од сите љубители на животни и оние кои не се љубители, полека ги насочуваме да бидат љубители на животни. Имам прекрасен тим зад мене, мора да ги поздравам Оливера, Марко и Ренато, кои се дел од 5 за 5 и заедно, буквално без нив, немаше да изгледа самата емисија така како што изгледа сега. За да ги засакаат, мора прво да ги запознаат. Да. Преку вас ги запознаваат, Преку нас така? ги запознаваат. Во новата сезона на 5 за 5 ви најавам многу животинчиња, многу раси на куќиња кои ги нема на нашите простори, целосна презентација во живо, многу специфични животни Тоа кои сакам ги да прашам, нема кој е во Македонија. најнеобично домашно милениче во Македонија? Или кои се? Да, баш во првата емисија која ќе иде во недела, нема да ви откриам кој е гостин, ќе збори за миленичјот тигар. Постои тигар Постои како тигар милениче. кој загладува на некој транспорт тука кај нас и е во моментов домен ја се наоѓа во Македонија и служи како домашно милениче. Затоа е еден убав предизвик. А дозволено ли е тоа? Нели Прилично сепак да, диво- прилично затоа што А, нема ние како го карантински згрижува, простор значи. каде да го сместиме. Да. Човеков излегол во преслед на институциите и тигарот си го чува дома. Дали Стефан ми даваат знак дека мораме да прекинеме, јас упорно ги игнорирам затоа што ми се прави уште Ние моабетот. можеме многу да збориме. Да, Јас за животни можам до бескрај. За луѓе не ми се збори. Верувам имаш и тоа како што да извини што сум човек, прости ми. Сега уште да ми кажеме термин, конкретно е првава емисија особено со Тигаров кога Во започнува. недела во 10 часот. Така ги поканувам сите оние љубители на животни да бидат на фреквенцијата на Алфа телевизија секоја недела во 10 часот. Мој да најавам дека ќе има многу интересни содржини, дека ќе во тие 30 минути кога што трае емисијата, дека и тоа како ќе ги натераме сите да останат за приемниците и да ја гледаат 5 за 5. Секако и јас ти ветувам дека ќе ја гледам, а ние сега на барање на гледачите бидејќи побара музика, одиме со музички спот.